Добар ден, добре дојдовте во вестите на Каналус. Водовод уверува дека се санирани дефектите поради кои Кочани 2 дена остана без вода. Прекинот настанал поради проблеми со главниот цевковод. Интервенција на главниот цевковод е причината поради која градот и селата останаа без вода во саботата и понеделникот во текот на целиот ден. Во саботата траеше пократко во делот на детектирање на проблемот и обезбедување на резервни делови за отстранување на проблемите. Во недела траја подготовките на градежните работи и пристапот до самото место на интервенција. Во текот на вчерашниот ден, надвор од предвиденото и предпоставено и најавено време за интервенција, имавме на подолга интервенција и еден подлог прекин од најавениот. Папазов информира дека со последниот зафат е надминат проблемот што се јавил на врската помеѓу новиот и стариот цевковод и дека во иднина на таа клучна точка нема да се појавуваат вакви дефекти што ќе предизвикаат проблеми во водоснабдувањето. На одредени места, после долготрајниот прекин, се јавија нови проблеми. После целодневниот прекин на одредени делови од системот се појавува воздух и одредени дефекти. Значи, сето тоа е отстрането во текот на денешниот ден. Останува уште еден мал дел од населба Оризари да биде во ситуација да прима континуирано вода, инаку останате дел од полските села, сите делови од градот континуирано добиваат вода. Ако се работи за помали микролокации, се работи за настанати дефекти. Такви случаи имавме 3 во текот на денешниот ден, сите се сервисирани од страните. Директорот Папазов им се заблагодари на граѓаните за разбирањето поради настанатиот целодневен прекин во водоснабдувањето. 2 простори и кровната конструкција на викендичка во атарот на село Лешки целосно изгораа во пожарот што од досега непознати причини настанал во неделата на 8 септември. Во пожарот била зафатена и мала површина на борови стебла. Во пожарот што се случил во неделата попладне делумно изгорела викендичка во атарот на село Лешки. Територијалната противпожарна единица од Кочани првично примила дојава за пожар дека станува збор за опожарување на боров насад во местото викано Дзмбова чешма. По излегување на терен, противпожарната екипа утврдила дека станува збор за зафатена кровна конструкција на викендичка во тој дел. Веднаш интервенирала и со тоа спречила огнот да се прошири на боровите стебла, како и останатиот дел од викендичката. Станува збор за пожарување на подкрови од викендица, по која што се наоѓале 2 простори за престој, односно собственикот ги користува како спални соби, кои што како резултат на брзо и интензивно горење на материјал со кој што се е покриена викендицата, дошло и до брзо пожарување, односно нивно целосно горење. Сега како резултат пак на интервенција на противпожарната единица се спречи да биде зафатен и пожарен катот од викендицата, што секако пак од друга страна представуваше да наречеме и главната причина поради која што моравме брзо и интензивно да реагираме за да може да се спречи барем да не се сведе до целосно пожарување на исто. Поради големата површина која што беше опасна во смисла дека се можеше зборот за материјал кој што е доста горлив, кој што се наоѓаше во внатрешноста на опожарениот сектор, односно во викендицата, мораше да се интервенира со поголема количина на вода, па затоа противпожарната единица овде иде за 104 противпожарни возила. Вкупно се интервенираше со 4 пожарникари, 4 противпожарни возила и ликвидацијата на опожареното подрачје заедно со викендицата заврши некаде во 17 часот. Пред почетокот на продолжениот викенд, територијалната противпожарна единица интервенирала на опожарување на викендица во тркање кај Тркански мост. Причината за тој пожар била невнимание од страна на собственикот на викендицата. 12 како и уред за мрежно складирање на податоци за електронска архива, е новодобиената опрема на Кочанската општа болница, која ќе им биде на располагање на вработените во установата. Новата опрема е набавена со сопствени средства.
Иако пред 3 години од Министерството за здравство Кочанската општа болница доби 25 нови компјутери за започнување на проектот за воведувањето на електронски начин на препишување рецепти и упати, и истите беа распределени во сите оделенија и амбуланти. Сепак со започнување на новиот проект на Министерството Мој термин, каде што треба да се закажуваат сите пациенти кај лекарите и тоа компјутерски, добиените компјутери не беа доволни. Се јавила потреба од набавка на нови компјутери. Секоја сестра и доктор во амбулантите каде што се закажуваат пациентите е потребно да има компјутер. Кочанската болница со сопствени средства ја обезбеди и таа потреба. Кај секој доктор ќе може да се закажуваат термините без никаков проблем, затоа што ќе има компјутер кај секој доктор. Во склопот на другата опрема, значи не беа потребни само компјутерите, него и уреди за мрежно складирање, уреди за мрежно поврзување, UPS-и и принтери, бидејќи сите упати и сите извештаи ќе се штампат веќе кај секој доктор, во секоја амбуланта. Затоа ЈЗО Општа болница Кочани направи напори со сопствени средства да обезбеди потребна информатичка опрема. Тоа се 12 компјутери, 8 принтери, уште 8 принтери, единица за мрежно складирање на податоците и единица за мрежно поврзување. Вредноста на вкупната набавка на новата опрема е повеќе од 5000 евра или 310.000 денари, средства обезбедени од болницата. Старите 25 и новите 12 компјутери сега ќе ги задоволи потребите за непречено одвивање на работата и реализирање на проектите од Министерството. Жителите на Оризари бараат локалната власт да преземе активности за поставување на така наречени лежечки полицајци на главните улици во населбата. Иницијативата за тоа ја дале пред околу 1 година и очекуваат таа конечно да се реализира. Опасно е движењето за пешаците по двете кејски улици во Оризари, посебно во текот на доцните попладневни и во вечерните часови, се жалат жителите на населбата. Возила се движат со голема брзина, а нивните возачи воопшто не се загрижени што наоколу има луѓе кои се движат или се обидуваат да ги преминат улиците. Токму затоа и покренале иницијатива за поставување препреки на коловозот за намалување на брзината на возилата, односно така наречени лежечки полицајци. Сметаат дека на тој начин ќе се намали брзото возење и потенцијалната опасност за пешаците. Па приоритетна е оваа првата улица, од оваа страна што е школото, попладнина се вози многу брзо. Сум тука секој ден на лице место и се мотори, коли тркат се и многу постоја опасност и да се згази некој дете. Полицијата прави контрола, доаѓа, ама не може она да биде нон-стоп присутна тука. Брзото возење по една од кејските улици често била причина возилата или моторциклите да излетуваат преку рабникот и да завршуваат неколку метри подалеку до кејот на реката. За среќа, до сега се завршувало без трагични последици, односно само со материјална штета и лесни телесни повреди. Проблемот беше актуализиран и на седницата на Општинскиот совет. Овие улици се користат за пребрзо возење, обично во ноќните часови, каде што овде се тркаат возила, мотори, значи заради безбедноста да се постават лежечки полицајци. Одговорот од локалната самоуправа е дека тие се запознати со иницијативата на оризарци. Меѓутоа, имаат забелешка што жителите и самите не се на чисто дали навистина сакаат да бидат поставени лежечки полицајци или не. Ние официјално ги известивме полициската станица и полициската станица превзема некои мерки и официјално разговаравме со местната заедница да ги пријавуваат. Заради тоа што лежечкиот полицајец не може да ги спречи тие работи ако не се промени свеста кај луѓето. Димитровски смета дека со едукативно-репресивни мерки, односно со казнување, може да се влијае да се намалат случаите на опасно возење по улиците во населбата. Бидејќи поставувањето на лежечките полицајци се реализира според соодветна програма, можно е во наредните неколку месеци, кога таа ќе се изготвува, да се вметне предлог за такво сообраќајно решение и за Оризари. Инспекторите ги учат децата како безбедно да ја преминуваат улицата. Да ги заштитиме децата во сообраќајот е насловот на проектот што полициската станица Кочани и Оделението за безбедност во патниот сообраќај го спроведува деновиве во соработка со училиштата и детската градинка. Министерството за внатрешни работи во соработка со Републичкиот совет за безбедност на патиштата и заедно со полициската станица Кочани ја спроведува акцијата да ги заштитиме децата во сообраќајот.
Полициската станица од Кочани, освен зголеменото присуство на униформираните полициски службеници за време на одење и враќање на учениците од училиште, презема и други активности. Станува збор за предавања од областа на сообраќајот, запознавање на децата од прво оделение со основните правила и прописи за движење на пешаците и учество во сообраќајот. Во овие активности, се и моите посети на основните училиште, каде што имаме за цел во наредниот период на овој месец да бидат посетени сите основни училишта, каде што ќе бидат одржани едукативни предавања на децата од прво одделение со презентирање на едукативен видеоматеријал, односно сообраќаен буквер кој што е изработен од Републичкиот совет за безбедност на патиштата. По завршување на овие активности, односно посетата на основните училиште, оваа активност ќе продолжи и по детските градинки со тоа што во ова предавање ќе бидат опфатени групите од големата група. Од искуството и од предавањето на учениците, Велковски истакнува дека позитивно е изненаден од тоа колку учениците се запознаени со правилата во сообраќајот. Со предавањата, презентирање на видеоматеријалот дополнително се придонесува за учениците да добијат целосна представа на кој начин треба безбедно да се движат по улиците. Донација од акцијата за топол дом за социјално загрозено семејство од Тркање. Од Центарот за социјални работи со апел до сите граѓани кои се во можност да помогнат. Нова донација од акцијата Се грижиме за топол дом пристигна за многодетното семејство Велиновски од Тркање. Брачните партнери се невработени, имаат 5 деца и живеат во исклучително скромни услови. Ние сме корисници на социјална помош повеќе од една година. И сега го добивме ова спално и креветчето за дечињата да има кај да спијат. И голема благодарност до донаторот. Преку Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвен крст на град Кочани и превозот е обезбеден од општина Кочани. Донаторот е Јаким Анастасов од Кочани, така да мислам дека оваа донација е во вистински раце и повеќе од неопходна и голема благодарност и до сите хумани луѓе. Од Центарот за социјални работи со апел до сите граѓани кои се во можност да помогнат. Сите дома што имаме нешто да видиме, да погледнеме, затоа што бројот на корисници што бараат ваква донација е огромен, значи ако без разлика кој што имаме, да можеме да им помогнеме на ваквите семејства. Ваква помош претходно беше донирана и за социјално загрозени семејства од Кочани, Оризари и Жијанци. Скромно и празнично викендо во Кочани беа одбележани 7 септември, денот на ослободувањето на градот, и 8 септември, денот на македонската независност. По тој повод, традиционално на споменобележијата посветени на револуционерите од народно-ослободителната борба и на споменикот на слободата беа положени букети свежо цвеќе. Во делегациите кои присуствуваа на свеченоста имаше представници од локалната самоуправа и од Советот на општина Кочани, како и од Сдруженијето на борците од Народно-ослободителната војна. Исто така, своја делегација испрати и општинската организација на СДСМ од Кочани. Групата Черкези, Ацо и Весела дружина, Белов, Тарабунов и Енигма бенд, чекајќи да се наполни публика, си отидоа без да испеат ниту една песна. Во Оризари неуспешно организирана манифестација по повод двата празника, 7 и 8 септември. Иако беа дојдени да пеат, македонските звезди Белов, Тарабунов, група Черкези, бендот Енигма не настапија. Причината беше немањето доволно публика во Оризари. И сцената на која требаше да настапат не долекуваше на современа бина на која треба да се представат македонските пејачи, а дополнително и отсуството на публика беше доволна причина дојдените гости од естрадата да не го отпеат планираното. Инаку манифестацијата што за прв пат беше организирана во Оризари е по повод одбележување на празниците 7 и 8 септември. Организаторите се потрудија да ги одбележат празниците и да ги соберат македонските пејачи. Најавуваа богата програма со учество на познати лица од македонската естрада, но очекувањата не се исполнија. Се надеваа на масовност, но не само што не испадна ништо од масовноста, туку по одржувањето и слабата посетеност, манифестацијата сигурно нема да премине во традиција како што беше планирано. Се надеваме на голема маса на луѓе да присуствуваат и се надеваме дека ова ќе прерасне во традиција, во која што ќе се соберат повеќе луѓе и така да живни и ова населено место.
Манифестацијата започна во петокот, кога пред малобројната публика пееше Слаткар со Токсикологија, заедно со други познати диџеи. Во саботата, покрај споменатите музичари, требаше да настапат и Миле Кузмановски и Сузана Спасовска, но тие си откажаа навреме. Групата Черкези, Ацо и Весела дружина, Белов, Тарабунов и Енигма бенд, чекајќи да се наполни публика, си отидоа без да испеат ниту една песна. Белов, видно разочаран од ситуацијата, не сакаше да коментира за манифестацијата, само рече дека му е мило што е во Кочани за прв пат. Морам да признам дека ми е драго што покрај толку години кариера имам доста пријатели во Кочани и конечно за прв пат дојдов во Кочани, значи поминувам низ Виница, поминувам низ Пробиштип, низ секаде овој источен дел, но некако никако не ме навел патот и веќе немав избор и мора да одам, па сите градови, особено овој дел од Македонија, ми е некако потопол, дали заради тоа што сум јас од Неготино и некако менталитетот на народот ни е сличен и од таа гледна точка мислам дека се осеќам буквално со мои луѓе како дома. Тоа уште еднаш потврдува колку организирањето на ваквите културни настани и настани од забавен карактер ги привлекува кочанци да се соберат и да уживаат во добра музика. После ова, организаторите сигурно подобро ќе подразмислат дали и кога да организираат манифестации од ваков карактер во Кочани. Отворен ден организираше јазичниот центар Амичи со цел запознавање на учениците со вработените во училиштето, со наставната програма, како и со новата современа опрема, која беше промовирана и презентирана во саботата на организираното случување. Изучување на странските јазици, потекнување на љубовта за изучување на јазиците, следење на афинитетите и потенцијалите на децата од 3 до 8 годишна возраст е целта на дел од програмата која се спроведува во Центарот за странски јазици Амичи. Од новата учебна година, центарот стартуваше со реновирани простории, подобрен амбиент и нова технологија, која на отворениот ден во саботата беше презентирана пред учениците. Во својата 8-годишна работа, вработените секоја година организираат случување, која има забавен карактер. Годинава одлучија да ги отворат вратите не само за нивните ученици, туку за сите заинтересирани. Сакавме да презентираме нашата нова техничка опрема во училиштето, интерактивната табла, исто така 3D телевизорот на кој учениците гледаат едукативни документарни емисии и филмови, и со тоа нели контактот со јазикот е поблизок, и исто така служи и за релаксација, значи после еден напорен час по странски јазик. Инаку преку нашата интерактивна табла која има повеќе функции, пред се на учениците им е интересно тоа што можат сами да работат, дури тројца ученици во исто време да работат на интерактивната табла. И учениците не го криеја задоволството од добро организираната настава во јазичниот центар Амичи. Веќе 2 години учам во училиштето, задоволна сум од професорите и организацијата и го усовршив англискиот и германскиот јазик. Со новата опрема во јазичната школа Амичи може ни дава можност да учиме поквалитетно, да имаме поквалитетно образование и да се едуцираме. Со новата табла ќе се едуцираме на посовремен начин и тоа ќе ни представува поттик да доаѓаме и да ни биде забавно во училиштето. За да им биде поинтересно на учениците, како и за подобар амбиент во училиштето, реновирани се сите простории. Во моментов училиштето располага со 7 современо опремени простории со аудио и видео помагала и богата странска литература. И игротеката Амичи Kids, која им користи на најмалите слушатели од 3 до 10 годишна возраст. Одскоро започнаа да се реализираат и курсеви по креативност, а се формираше и клуб на Амичи читатели. Во саботата на плоштадот Ангел Винички во Виница се собраа околу 300 моторџи од цела Македонија и од Европа. Овде тие одмора по 3-дневната обиколка низ државата како символично одбележување на Денот на независноста. Домакин на моторџиите им беше мотоклубот Винеам, кој заедно со општина Виница обезбеди подршка и спонзорство за сите учесници. Инаку, мотоклубот Винеам брои околу 30 членови, а пред месец дена беше организатор и домакин на третото моторели што се возеше во околината на Виница. Од 13 септември Виница по 28 пат ќе биде домакин на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо.
Романија, Словачка, Ерменија, Србија, Молдавија, Нигерија, Украина, Словенија, Турција и Бугарија се земјите кои со својот фолклор ќе бидат гости на 28-миот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Со отворањето на изложбата на Китка во петок 13 септември започнува официјалниот пречек на странските ансамбли, а веќе во сабота на 14 септември со дефиле низ село Истибања започнува фестивалот. Под отворено небо во село Истибања ќе се измешаат боите на македонските и странските култури, а концертот ќе го отворат членовите на домашниот ансамбл Китка. Истата вечер ќе се одржи и традиционалната македонска вечер, а во текот на наредните 4 дена фолклористите ќе имаат повеќе настапи во Источна Македонија и прошетки со запознавање на регионот и пошироко. Фестивалот се заокружува со гала концерт на плоштадот Ангел Винички во Виница. И годинава трошоците за негово организирање паѓаат на товар на општинскиот буџет. Православните верници утре го празнуваат празникот посветен на Свети Јован Опсечен. Во Кочанската црква Свети Великомачени Ѓорѓе ќе се служи света литургија. Свечениците истакнуваат дека на овој ден се пости без масло. За тоа дека не се јаде овошје или зеленчук со црвена боја е измислица од старите, велат свештениците, и додаваат дека истото го нема запишано во правилникот на црквата. Црквата овој празник ќе го исто како и сите други празници ќе го одбележи литургиски, значи ќе имаме празнична литургија, односно празнична утрена со литургија. Утрената почнува нели стандардно во 7 часот, а литургијата веднаш по утрената. Имено Светата православна црква за овој ден пропишала строг пост, значи се пости на вода поради големината на празникот, па така апелираме до сите нели верници утре да постат строго, бидејќи овој пост е само еден ден и не е некој голем подвиг, нели не е некој голем пост кој што не можеме да го издржиме. Во овие краишта постои некоја традиција од постарите кои што велат дека не се јаде црвено. Тоа како правило буквално не е запишано никаде. Значи се јаде црвено, но тие нели асоцирајќи ги црвеното на крвта која што се прелеала од главата на Светиот Јован Претична, не практикувале нели да јадат домати, некои овоше јагоди, да речеме, не знам, со црвена боја, но тоа не е пишано правило и значи може да се конзумира растение, овоше, зеленчук што нели има црвена боја. Следуваат информациите од спортот. По 2 одиграни кола во женската лига, Кочани и НИНАС избија на чело од табелата. Во меѓувреме, Осогово тоне после тешкиот пораз од Беласица дома, втор во низа. ЖВК Кочани славеше на веројатно најважниот надпревар сезонава. Во Струмица со резултат од 0:2 ја совлада Тиверија Истатов. Според познавачите на состојбите во женскиот фудбал, директниот ривал на Кочанки во годинешното правенство. Кочани уште на стартот од надпреварот успеа да ја наметне својата игра, што резултираше со рано водство уште во 4-та минута со голот што го постигна Афродита Салихи. Дека Кочани е дојден по 3 бода на надпреварот во 35-та минута потврди Спировска, која го постигна голот за водство од 2:0 на полувреме, резултат што се покажа и како конечен. Домакинките во вториот дел не успеа да стигнат предноста на гостите од првите 45 минути. Второто коло ги донесе и новите 3 бода за НИНАС. На теренот во Оризари славеше на досвојувачот на купот од минатата сезона единство со 4:2. Сите 6 погодоци на двете страни беа постигнати во правото полувреме. Свој ден имаше капитенот Анета Ѓоргиева, која беше стрелец на 4 погодоци во мрежата на гостинките од Чаир во 18-та, 20-та, 28-та и 43-та минута. Два пати во листата на стрелците во таборот на единство се запиша Митревска, првиот пат во 10-та минута кога го отвори резултатот на овој надпревар и вториот во 42-та минута. Тренерот Сашко Иванов задоволен од прикажаното во стартните 2 кола. Па добро, после секоја победа, мислам дека тренерот на екипата треба да биде задоволен од играта. Може би има некои недостатоци, меѓутоа треба да знаеме дека е второ коло и дека со текот на времето ќе ја подобриме играта. Иначе треба да бидеме задоволни. Единство не е екипа од долниот дел на табелата, единство е екипа која лани заврши второ место, освојувач на купо
Што значи оваа победа за нас е голема победа и ние до сега никогаш го немаме победно единство овие 2 години во првенството на Македонија. Размислувањето на Иванов го дели и фудбалерката од средниот ред на Иднина С, Станкица Атанасова. Но оваа утакмица бевме сигурни дека ќе ја победиме и ја победивме со 4:2. Во првото полувреме ги дадовме сите голови, второто полувреме мислам дека малку се опуштивме, но сепак победа е победа. Останати резултати од колото: Ас Юнайтед победа Куманово 4:0, Речица Билјанини Избор и 7:0. Борец Топгол 5:0 и Конзули победа 1:0. На табелата во водство се двете кочански екипи. Поради подобриот скор неа ја предводи ЖФК Кочани со 6 бодови, 18 постигнати и ниту еден примен гол. Иднина С е на втората позиција со 13 постигнати и само 3 примани гола. Понатаму следуваат Борец со исто така 6 бода, 4 има Речица, а по една победа имаат Тиверија и Статов, Конзули и Ас Юнайтед. Осогово по само 4 кола веројатно ги губи шансите за освојување на правото место во третата Лига Исток. Иако до крајот на првенството останува уште многу, евидентно е дека жолтосините немаат квалитет да се носат со останатите фаворити. Против најсериозниот беа поразени на Никола Мантов со убедливи 0:3. Хет-трик на надпреварот постигна Лиманов со головите во 22-та, 35-та и 85-та минута, додека Осогово не упати ниту еден директен удар кон голот на гостинската екипа. Но затоа Слога 1934 ги истакнува високите амбиции сезонава со 4 победи во исто толку надпревари. Во Виница славеше над Брегалница Голак со 3:1. Останати резултати од колото: Чешиново од Тракања 3:1, Баби Напредок Здравје Радово 3:0, Каменица Саса Астибо 3:3, Работник Џумаилија Плачковица 3:3, Карбинци Рудар 1:1. На табелата води Беласица со 12 бодови пред Слога 1934 која има исто толку, но и полош скор. Баби е на третата позиција, Напредок Здравје Радово 4, Осогово 5, Чешиново 6. За ослободувањето на Кочани, Денот на независноста, фудбалскиот клуб Кочани го организираше 8-миот турнир за пионери. Го освои екипата на Металург, која во финалето ја декласираше Каменица Саса со 15:0. Третото место и припадна на екипата на Кочани со победата над Слога 1934 со 3:2. Предходно во полуфиналето, Кочани загуби на пенали од Каменица Саса со 2:4, откако во регуларниот дел надпреварот заврши 2:2, додека Металург ја понижи Слога 1934 со 11:0. Тоа беше се што ви подготви информативната редакција на Канал 8 за вестите. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!